Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете во програма сте. Ви благодарам за тоа што сум во програма. Ме испровоцира, уствари ме изненадија размислувањата на дел од гледачите, затоа што луѓето веруваат во Европа, и тоа посебно тие што се за Македонија, а сепак веруваат во тоа дека во Европа ние ќе добиеме на некаков начин да се спротивстават на неправдата од нашите политичари. Гледате кој парадокс. Обичниот граѓанин у Македонија верува во Европскиот суд. А сепак вика не сакам во Европа со уцена да ми се смени името. А јас го кажав и стојам дека Европскиот суд е единствен суд кој бил фер спрема Македонија. Браво, господине гледач. Тој е меѓународен суд до душа, ама во Европа, така е. Сега ќе ви кажам зошто викам Европа. Затоа што вие го спомнавте Хаг. Ние не сме за Хаг. Хаг е меѓународен суд помеѓу две страни, две држави. Добро. Затоа бевме ние на Хаг заради спогодбата со Грција. Така, а иначе човекот може, како човечко суштество, кој што има човекови слободи и права од Обединетите нации, да оди во Страсбур. Во Страсбур е скроз друг суд од колку Хаг. Так, се извинувам, подобро знаете од мене. Многу ви благодарам. Одредени, само да ме заслушате, одредени судски пресуди ги знаеме, например, за Љубе Бошковски, за Велија Рамковски, за овие. Само да знаете дека Хаг исто така си ги бира кои предмети ќе ги работи. Хаг не работи за секаков предмет. Хаг не работи, не е четврта судска инстанца. Хаг работи само за повреда на човекови права и слободи. Тоа е, например, да бидеш тепан у полициска станица, да не ти биде дадено право на бранител или нешто друго. Во овој случај имаме шанси да добиеме во Хаг, затоа што референдумот од 30 септември беше право потврдено од Венецијанска комисија дека неизлегувањето е волја на народот. Треба да сваќате, референдумот не е обичен избор. Значи не се работи за избор на партии. За избор на партии ќе излезат колку што ќе излезат, тие толку процентуално ќе добијат. Во овој случај референдумот е со цензус минимум пола. Затоа се вика малце поголема волја на народот. Дури да знаете има минимум пола, значи 900.000 да бидат за, не да бидат излезени. Имате прашање, например, за спој помеѓу две држави, каде што треба да се гласа повеќе од пола, и тоа повеќе од пола, 900.001 гласач плюс, да биде за спој со Грција или со Бугарија. Затоа треба да разбереме дека на нас ни фали политичка култура, ни фали политичко образование. Значи тоа што во школите, во времето на комунизмот, ни беше забранувано, ние треба се повеќе и повеќе да гледаме. Сакаме Европа, сакаме Америка, а не знаеме дека треба да излеземе на гласање. Со овде завршувам за тоа за гласање, затоа што ќе влеземе у друга замка. Сега, со Тодор Петров, он вика да излеземе, нели на референдум, за одредено прашање. Прашањето е веќе усвоено, ќе има нели таму гласачки листи за да се направат 150.000. Јас ви зборам затоа што како паталец, не како гаталец, и 96-та се потпишав на референдумско прашање да има предвремени избори, па Тито Петковски не одби. Иако беа 210.000 потпишани. Затоа што треба да сватите, не секое прашање може да биде референдумско. Дури и ова на 30 септември не беше во уставот. Никаде не пишува дали сме за... Они се фатија на моментот дали сме за со ЕУ и НАТО. Тоа беше скроз друго прашање. Најсе, помина 4 прашања во едно, тоа беше најголемата глупост. Ние успеавме на тоа што не излеговме. Излегува само 33% или 666.000 и колку и да се таму. Сватете го сега моментот со Тодор Петров. И можноста Тодор Петров на било кој начин да успее. Не може да успее. Сега ќе ви кажам зошто не може да успее. Позитивно решение од референдумот сега што го дава Тодор Петров, ни треба минимум 700 до 800.000 од опозицијата. Самите знаете, и ти, Јанко, ти кажувам, ти се знаеме од претходно, и другите гласачи треба да знаат, уствари граѓани, 700.000 опозиција нема.
700 плюс 600.000 сега ще излегува 1.300.000. 1.300.000 беше най-големата излезност, да кажем, за референдум от 91. Значи, ова е само еден вид. Или може да биде да излеземе за да не излеземе, сваќате, да дадеме глас за да не излеземе, а ако добиеме 700.000 гласови, што значи пола диаспора треба да се врати, во тој случај нема шанси никој да не го, мислам, да го оспори овој. Иако да знаете дека ова со консултативен и дополнителен закон за референдум си пише убаво кој може да биде консултативен, кој може да биде дополнителен. И да е дополнителен не значи дека ќе биде консултативен. Овие се термини, знам дека се малце сложени при разговори, денеска, вчера, завчера, секој ден разговарам со обични луѓе. Смислата е што луѓето не ги знаат термините. Значи, они вика дај ми алтернатива за Преспанскиот договор. Ало, луѓе, нема алтернатива. Јас да ја знаев, ќе бев најпаметниот, ќе добиев 1 000.000 евра наградно прашање. Смислата е што имавме уште можности за да се бориме со Грција. Значи, ние имавме шанси да извлечеме уште малце, затоа што на Грција самиот Кодзијас рече, ако ова не помине, Македонија може да си побара влез во Обединетите нации под уставното име, затоа што за нас никогаш немало гласање со резолуција. Сме имале резолуција без гласање. Имаме тој Игор Јанев или како се вика. Значи ние не ги користиме нашите стручњаци. Затоа луѓе, убаво е тука на емисија да се збориме ние што мислиме, што сакаме. Јас сакам да бидам Шварценегер, а да личам на Бред Пит. Не бива. Значи тие се две различни работи. Или ќе имам сила или моќ. Во овој момент Македонија има само историја. Има моќно име без сила. Таа е смисла, ние треба да ја сватиме. Да си го зачуваме името, затоа што само тогаш може да имаме дигната глава. А за да имаме дигната глава треба да знаеме што збориме. Одиш на француски збориш. Му кажуваш на французинот што е. Како не зафркнал пред Прва светска војна. Па кога дошла Прва светска војна, грците му завртеле грб. Што направил? Значи он имал сојузник кој што бил грк. Што не му помогнал? Му помогнале србите, му помогнале македонците. Значи тие историски факти ние треба да ги знаеме како оче наш. А не цело време да викаме у гради да се биеме. Значи јас сум се јавувал порано, значи пред 3, 4, 5, 10 години. Јанко се имаме на Фейсбук. Сега да е стварно испровоцирано од овие неколку гледачи, не заради тоа што зборат глупости, зборат паметни работи, но не ги сваќаат термините. Треба да бидеме свесни за тоа што збориме и дали може тоа да се оствари. Еве ова со Страсбур, еве сега со Тодор Петров, иако да не зборам сега, не сум ни против него, ни за него, само уште едно да ти кажем, Тодор Петров некогаш избрзано ги прави работите. Тодор Петров нема толку поддршка колку што е јако името на Светски македонски конгрес. Јас ги почитувам Светски македонски конгрес, ги пратам све, но Тодор Петров имаше сила и не ја искористи уште 91 до сега, остана некаде на маргините од политиката. Само тоа. Ако имаш нешто да ме прашаш, не е проблем.